Во Северна Македонија не само судовите, туку институцијата Народен правобранител е под политичко влијание на владеачката партија ДУИ. Народниот правобранител Насер Зивери на емисијата 200 на ТВ Алсат не зборува за граѓаните и неговите права, туку со суперлативи зборува за лидерот на ДУИ Ахмети. Откако него постави за премиер, народниот правобранител сега ја игра улогата на личен адвокат на лидерот на ДУИ. Ја изразуваме нашата огорченост во врска со изјавата на Насер Зивери, во која тој изјавува дека кога ќе дојде моментот, ќе седне и ќе разговара со претседателот Ахмети, но не за правата на граѓаните, туку за можноста за остварување на сонот да стане премиер, обраќајќи му се на претседателот на ДУИ со зборовите председател, лидер, учител. Со ова ни дава до знаење дека не зборува од позицијата што ја има за заштита на човековите права, туку зборува како член на ДУИ. Сметаме дека примарната функција на институцијата Народен правобранител е да ги штити уставните и законските права на граѓаните, како исто така да превзема активности за промовирање на истите. За тоа како ја врши работата, Народниот правобранител Насер Зивери зборува извештајот на Европската комисија за Северна Македонија за 2022 година, каде што се наведува дека од страна на граѓаните на Република Северна Македонија до Европскиот суд за човекови права се поднесени вкупно 813 пријави, односно случаи каде што нашите граѓани не ја нашле правдата што ја заслужуваат во нашиот судски систем, имено чии основни права и слободи не се почитуваат од институциите на Република Северна Македонија, каде што во текот на 2022 година од страна на Европскиот суд за човекови права се донесени 11 пресуди во кои се констатирани непочитување на основните права и слободи, како што се правото на судење во разумен рок, забраната за тортура, слободата на мислата и така понатаму. Во истиот извештај се истакнува дека Република Северна Македонија мора да ги спроведе препораките дадени од Европската комисија во 2021 година, кои до ден денес не се спроведени и се однесуваат на заштитата на човековите права и спречувањето на тортурата. Исто така Европската комисија е загрижена за лошата состојба во затворите, непочитувањето на човековите права во овие институции и предлага веднаш да се преземат неопходни мерки за подобрување на условите во овие институции. Но што да очекуваме од една политичка фигура, ставена на услуга на лидерот на владеачката партија ДУИ, кој не е способен да обезбеди буџет за институцијата што ја представува, нема капацитет да ги заштити правата на граѓаните, нема ни основни познавања за тоа што значи институцијата Народен правобранител.